Насилство во Мексико, војна во Украина, репресивни закони и притисок врз медиумите. 2022 година беше тешка. Со новинари затворени во Иран заради покривање протести и обиени на Западниот брег заради известувања за судири. А псењата и смртоносното насилство се на највисоко ниво досега. Наблюдувачите на медиумите велат дека слободата на печатот во 2022 година е намалена. За жал забележавме најостар порас на новинари кои се приведуваат, се држат како заложници и се убиваат широм светот. Репортери без граници објавија дека оваа година биле приведени 533 новинари, а 57 убиени. Кина, Мјанмар и Иран се најголемите затворачи на новинари, додека Мексико, Украина и Хаити беа особено смртоносни држави за покривање во 2022 година. Војната на Русија во Украина остави огромен белег, при што Москва наметна репресивни закони со цел да го задуши известувањето, а многу медиуми беа принудени да затворат. Во Украина новинарите се обидуваат да бидат безбедни и да ја информираат јавноста. Никогаш не е лесно да се покрие каква било војна, но особено кога е војна што е во вашата земја, а вие не сте само новинар кој пристигнува на местото на настанот, а потоа си оди дома на безбедно. Не сте безбедни ниту вие, ниту вашето семејство. Но војните зони не се единствената опасност за медиумите. Во Мексико насилството и таргетираните убиства на новинари доведоа до најсмртоносна година во државата. Тамошните медиумски активисти велат дека последиците се големи. Она што најмногу не загрижува е смртоносното насилство, бидејќи кога новинарот е убиен, се случува нешто познато како двојно убиство, убиство на личноста и премолчување на приказните и истрагите што нема да се кажат. Многу силен ефект на страф и цензура. Кина продолжува да биде најголем цензор на медиумите, а незиното влијание се чувствува во Хонг Конг. Аналитичарите веруваат дека судењето од висок профил на основачот на Apple Daily, Джими Лај, се користи за испраќање порака. Овие случаи укажуваат дека ако ова може да му се случи на некој толку истакнат и богат како Джими Лај, тоа може да му се случи на секого. На друго место, репресивните влади, како што е Афганистан, се обидуваат да го блокираат пристапот до веродостојни вести. Талибанците го забранија емитувањето на радиото на Глас на Америка, но новинарите велат дека ќе продолжат со тоа. Тие ни веруваат и сакаат да не слушнат, и без разлика на се, тие ќе не најдат.